Никола Петров Русински е македонски револуционер, социјалист, војвода, организатор и агитатор на тајната македонско-одринска револуционерна организација. Роден е на 21 ноември 1875 година во село Русиново, Беровско, во познато семејство Чукарски. Пред да наполни 1 година, починал татко му Петар, оставајќи 4 деца сираци, пошто грижата за нив паѓа врз плеките на нивната мајка Шекерина. Мајка ми живееше уште 18 години по смртта на татко ми и не научи нас силно да ги сакаме добрите луѓе, но и силно да ги мразиме лошите. Личноста на Русински почнува национално, идеолошки и сестрано да се формира под влијанието на традицијата на организираната борба од неговиот Малешевски крај. Му станува близок соработник на Гоце Делчев и тие заедно одат низ многу места низ Македонија. Тој даде исклучително голем придонес како организатор, идејник и агитатор во организирањето на повеќето револуционерни региони во Македонија. Најчесто се движел во Демирхисарско-Крушевскиот, Битолско-Прилепскиот и во Охридско-Струшкиот револуционерен реон. Под негово водство се бореле многу големи револуционерни имиња, како што се Веле Марков, Јордан Пиперката, Ѓорги Сугарев, Ванчо Србаков, Христо Узунов и многу други, кои со својата слава за секогаш ќе останат во народното паметење и творештво. По задушувањето на Илинденското востание, заминува за Софија, каде што се венчал со својата свршеница, учителка и револуционерка од Охрид, Константа Настева Бојаджиева. Подоцна во животот учествува во Балканските војни, а потоа и во Првата светска војна. Меѓу двете светски војни ја доживува најголемата животна трагедија. Од туберкулоза починале неговите 2 ќерки и сопругата. Останува сам, скршен и разочаран. Така и го дочекува почетокот на Втората светска војна. Немирниот револуционерен дух повторно го враќа во Македонија и во 7-та деценија од животот се вклучува во антифашистичката борба за слобода на Македонија. Очекувајќи го успешниот крај на новата борба на македонскиот народ, Никола Петров Русински починал на 14 јуни 1943 година во родното село Русиново. Никола Петров Русински ќе остане запаметен како еден од најдобрите воени инструктори на револуционерната организација, човек кој даде голем личен ангажман во револуционерната борба, поставувајќи јасни цели на действување, меѓу кои доминираа основниот принцип – борбата да се води со сопствени сили до целосна независност на Македонија. 14 јуни, денот кога почина Никола Петров Русински.